Заев за наводни принципи, Ахмети и Османи за детали од договорот СДСМ-ДУИ. Албанскиот јазик ќе го има во институциите и на банкнотите, и албанец ќе биде председател на собранието, открија Ахмети. Според него, сега е момент да се реши прашањето за албанскиот јазик, а откажувањето од албанската платформа би било погрешен чекор. Në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, nëse unë jam kryetari i Parlamentit, unë flas në gjuhën shqipe, i udhëheq seancat në gjuhën shqipe, shqipja e shkruar dhe arkivuar në të gjitha institucionet më të larta shtetërore. Ky është përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Aktualisht shqipja në Maqedoni është zyrtare, e shkruar dhe arkivuar vetëm në nivel lokal. Детали од договорот претходно изнесе и портпаролот на ДУИ Бујар Османи, кој потврди дека во втората фаза е договорена дебата за знамето, химната, грбот на Македонија. Прашањето на химната. Значи, вие имате ситуација во која што втората поголемина етничка заедница не ја прифаќа таа химна, бидејќи ги исклучува нив. Ги исклучува во секој аспект од таа химна. И ние велиме, за да бидеме полојални према државата, за да бидеме инклузивни, за да може сите да станеме на иста химна, таа химна треба да не представува и нас. Меѓутоа, за тоа треба двотретинско мнозинство. За разлика од ДУИ, во СДСМ велат дека имаат позитивен став кон платформата, бараат мандат од Иванов, а Заев велеше дека разговараат за принципи. Ние разговаравме за начела и за принципи, за да знаеме дали има основ идниот преговорачки процес за да добиеме потписи. Потписите ги бараше Ѓорги Иванов, кој што му беа услов за да го даде мандатот. Од тука, сосема се различни работите. Не може СДСМ да навлегува во деталите од декларацијата, од законот за употребата на јазиците. Кога не го добила мандатот, согласно кој мандат? Прво се разговара за владина програма. Какви платформи зборува Ѓорги Иванов дека биле наметнување од туѓа држава или слично? ВМРО-ДПМН пак е со став дека предвремените парламентарни избори заедно со локалните се решение за излез од кризата, дека СДСМ прифаќа се од платформата за да дојде на власт. Заев според партијата работи во спротивност на државните и националните интереси. Никој не му дал право на Зоран Заев да отпочне разговори и дебати за промена на националните обележи. Никој не му дал на Заев овластување да ги осуди борците од народно-ослободителната борба, дека извршиле геноцид врз албанците. Народот гледа дека Заев се чувствува пријатно и во друштво на политичари кои го негираат неговиот идентитет и тврдат дека пред 100 години не постоеле македонци. Лидерот на СДСМ исплашен за истрагите за криминал кои се водат против него е подготвен да преговара за знаме, грб и химна по насоките од платформата од Тирана, рече Костовски.